Канцеларијата на УНИЦЕФ и Европската детска гаранција механизам за спречување на општествено исклучување на загрозените деца. Гости ова утро во Македонија на утро ќе почнеме од дамата Олимпија Марковска, одговорна за детска заштита, и Александар Николов, одговорен за социјална политика. Добро утро за двајцата. Добре дојдовте. Добро утро. Многу ни е драго што сме тука, имаме можност да разговараме. Да. Ке ми дозволите да почнеме со Александар во договорот за на кое прашање ќе одговара. Александар, што е гаранцијата за деца и кои деца би биле опфатени со ова? Гаранцијата за деца е механизам на Европската Унија со кој што се настојува да се обезбедат таргетирани услови со кои што ќе им се помогне на децата да излезат од сиромаштија и да се справат со социјалната исклученост. Гаранцијата е насочена кон најранливите категории на деца, значи тоа се, да речеме, децата со попреченост, децата на улица, децата што живеат во несоодветно живеалиште, во екстремна сиромаштија, децата без родителска грижа, оние што се во воспитно-поправни домови, понатаму децата што живеат во семејства каде што постои домашно насилство или се очуваат со друг тип на социјални ризици. Посебна категорија на деца што се офатени со услугите предвидени со гаранцијата се децата мигранти, како и децата од помалите етнички заедници кои што честопати имаат проблеми во своето живење, имаат проблем да обезбедат дека им се даваат шанси за раст и за развој како на другите деца. Кај нас особено ранлива е ромската заедница и во анализите што ги има правен УНИЦЕФ се покажува дека ако во општата популација секое девето дете има, тоа го викаме ние, повеќе димензионална сиромаштина, се соочува со повеќе лишувања кои што го отежнуваат неговиот живот, кај ромската популација тоа е многу почесто, значи секое трето дете е изложено на ваква повеќе димензионална сиромаштија. Гаранцијата е инструмент кој што ја промовира Европската Унија, меѓутоа се прилагодува на потребите на локалниот контекст, кои се најранливите групи и кои се услугите од областа на социјална заштита, здравствена заштита и образование, кои што треба да им се дадат на овие категории на деца, за да можат да имаат подобар живот во нив. Одговорот го поставува под прашањето на ова прашање. Имаме ли бројка, конкретна бројка, приближна ориентациона бројка, ориентацијска, за колку деца станува збор во Македонија? Да. Значи, ако одиме според показателот за повеќе димензионална детска сиромаштија, тоа се околу 10% од децата, значи околу нешто помалку од 40.000 деца. Тоа е 10% од нашата иднина? 10% од нашата иднина, меѓутоа оно што е посебно загрижувачки што на овие деца, ако не им се даде дополнителна поддршка, постои опасност да останат во сиромаштина и кога ќе пораснат, и понатаму и нивните деца да се очуваат со истите проблеми. Олимпија, трпеливо дамата не чекаше, благодариме. Како конкретно гаранцијата ќе им помогне на најранливите деца? Децата кои што се соочуваат со сиромаштија, со изложени сиромаштија и социјална исклученост, се соочуваат со поголем број на пречки да пристапат до услуги и поддршка кои што им се потребни за нивните потреби, бидејќи системот не е така дизајниран да ги идентификува овие деца, нивните потреби и да даде одговор на тоа. Значи, тие услуги може да не се достапни во заедницата каде што децата живеат, може да не се бесплатни, да не се пристапни за децата со попреченост. Може би семејствата и немаат информација за услуги кои што може и ќе одговорат на нивните потреби. Европската гаранција за деца обезбедува да се овозможи пристапот како до универзалните услуги во областите на социјална здравствена заштита како и образование, меѓутоа и овозможува воспоставување на специјализирани услуги кои што токму таргетирано ќе одговорат на индивидуалните потреби на најранливите деца согласно проценките кои што треба да се направат. Сега ова е долготраен процес и потребни се навистина долгорочни заложби на властите како на централно така и на локално ниво. Но мора да напоменам дека во заклучните согледувања на Конвенцијата за правата на детето со седиште во Женева од 2022 година, како и во извештаите на Европската Унија за прогресот на земјата, и така како се истакнува и се препорачува дека треба властите да воспостават услуги на локално ниво во заедниците кои што ќе дадат поддршка и ќе помогнат на најранливите деца. Ова европска детска гаранција доаѓа од земји кои што се високо функционални на социјално ниво.
дел од граѓаните на оваа наша држава, Македонија, исто така доаѓаат од едно општество кое што беше на социјално ниво високо функционално и ефикасно, и сега затоа се ставам во таа група. Ни е проблем да сватиме како е можно да се соочуваме со вакви проблеми, што треба да се смени. Зборуваме за 10% за секое, за едно меѓу 10 дечиња. Што треба да се смени во системот за да се насочи помошта кон најранливите? Какви решенија треба да се донесат? Дали е тоа толку проблематично што не ја игнорираме, меѓутоа што ја маргинализираме оваа појава? Не е проблематично, но системот мора да се насочи да обезбеди пакет на моделирани услуги кои што би одговориле на овие потреби на децата, онаму каде што тие деца живеат. Значи, мора да дојдеме во заедниците каде што ни се децата. Ние имаме услуги во главните градови, по големите градови. Меѓутоа, немаме во помалите места каде што ни се овие деца. И каде што тие деца не знаат дека има поголеми градови, кои што не излегле од тоа место каде што живеат. Во некои случаи немаат можност да дојдат до тие услуги. Како што кажав, можеби и е потребно и тие услуги да се платат во голем број на случаи. Сега, овој пакет на услуги типично може да содржи интегрирани социјални услуги за заштита на децата и поддршка на семејствата. Меѓутоа, тука зборуваме и за работа на терен. Посета во домот е многу битна за да може да се согледа целосната слика на семејството. Што таму се случува, на кој начин ќе се помогне на децата. Потоа, специјализирани услуги, добро е што го имавме претходниот разговор да слушнеме за менталното здравје, за превенирање од детското престапништво, бидејќи овие специјализирани услуги можат да обезбедат советување, рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција, вклучително и на децата кои што се жртви на насилство, злоупотреба и занемарување. Потоа, услуги, семејна грижа за деца кои што немаат родителска грижа, услуги, универзален пристап до здравственото осигурување не е исто така многу битно, поради тоа што зборуваме за деца кои што се изложени на мултидимензионална сиромаштија. Зголемен пристап до предучилишно образование е многу важно за овие деца. Меѓутоа и поддршка во образовниот процес, а понатаму и за кариерно оспособување на младите, но и поддршка на инклузивните процеси, како во образовниот систем, меѓутоа и во заедниците. Бидејќи покрај овие пакет на мерки треба да се работи на активности образовни комуникацијски кои што ќе одговорат на справување со стереотипите со кои што се соочуваат овие деца и со негативните практики. Многу добро знаеме што треба да се направи. Предпоставам сите кои што ја водат оваа држава и кои што живеат тука, се уште ги имаме свежи се искуствата од, ќе повторам, минатиот систем, тоа е лична констатација, кој што беше многу, кој што беше високо ефикасен на оваа тема, особено на оваа тема, образование и здравје на популацијата. Сега, која е улогата на УНИЦЕФ тука? Дали имате искуства со детската гаранција? Ова може би е ново за нас како момент, меѓутоа суштината ја знаеме. Дали имате искуства со детската гаранција од други земји? Тоа е прашање за Александар. Да. УНИЦЕФ има работено на поддршка на 7 земји членки на Европската Унија да ја воведат ваквата гаранција, да моделираат услуги за категориите на деца што се најранливи во секоја од овие земји. Таква поддршка е дадена во Бугарија, Хрватска, Грција, Италија, Германија, Литванија, Шпанија. Покрај тоа, УНИЦЕФ нема работено само со земјите членки на Европската Унија, туку има работено и со земји кандидатски за членство. Значи, иницирано е ваков процес и во Црна Гора и во Турција, сега еве и во Македонија. И она што УНИЦЕФ може да го обезбеди во моментот го дава како поддршка на државата е да се направи анализа во нашиот контекст кои се најранливите категории на деца, кои се тие услуги кои што им недостигаат или кои што треба нови услуги да се развијат во заедниците каде што живеат, колку сето тоа ќе чини и како да се покрие таквиот расход. Ова го правиме во соработка со Министерството за труд и социјална политика, која што има креирано група во која што влегуваат 15 институции кои што заеднички изработуваат национален акцијски план за правата на детето. Една од мерките во таквиот план се очекува да биде и имплементацијата на Европската гаранција за деца во земјава.
и со тоа се надеваме дека ќе обезбедиме подобрување на ситуацијата, како што кажа и колешката, преку зголемување на опфатот во претшколско образование на овие деца. Значи, ако влезат во претшколско образование, ќе имаат и многу поголем успех понатаму во основно образование и во средно образование и така натаму. Дел од работите исто беа спомнати во введување на универзално здравствено осигурување за децата. Ќе кажам пример дека според некои наши анализи околу 21.000 деца немаат редовен пристап до здравствено осигурување, што е сериозна потешкотија за тие деца кои се соочуваат со било какви здравствени проблеми. Други работи кои се предвидени со гаранцијата се воведување на бесплатен оброк во училиште секој ден. Предвидено исто така зголемување на обемот на вонучилишни наставни активности за да се прошири хоризонтот на овие деца, да не учат само во училница и преку предавање на лекции, туку и да имаат прилика и за оно што го викаме искуствено учење, во пракса да видат некои процеси, да имаат можности да учествуваат на експерименти кои што се спроведуваат. Понатаму, она што исто така е дел од ваквата гаранција, со кој што се надеваме дека ќе се успее да се воведе, е нешто што спомна и колешката, како на оние деца кои што се било во воспитно-поправни домови или во мали групни домови, да им се обезбеди транзиција кон самостоен живот. Значи да бидат опремени, да можат во иднина да најдат работа или да креираат бизнис и понатаму да се издржуваат со тие приходи што ќе ги остваруваат. Се надеваме дека во текот на годинава ќе завршиме со анализите и со планирањето на клучните мерки и очекуваме поддршка и од владата и од целата заедница да ја реализираме оваа убава замисла. Секоја бројка над 0 е неприфатлива на оваа тема и едно дете ако е во ваков проблем мора да се реагира промптно, веднаш. Што се чека, никој не знае, да се надеваме дека ќе дочекаме и дека ќе успееме да го видиме денот кога 0 деца ќе имаат социјални и здравствени проблеми во Македонија. Останува да ви се заблагодариме на гостувањето ова утро. Александар Николов, одговорен за социјална политика во канцеларијата на УНИЦЕФ, и Олимпија Марковска, одговорна за детска заштита во канцеларијата на УНИЦЕФ на тема Европска детска гаранција. Благодариме уште еднаш.